Zdravo, ja sam Žaklina, вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во едно ново видео. Размислував за сите оние работи кои што ги правиме во животот, меѓутоа не сме сигурни дали се вистински, дали се правилни. Или луѓе сме па сакаме понекогаш да си дадеме некоја потврда дека тоа што сме го направиле било вредност, исплатило, донесло некаква придобивка во животот, иако не е така, знаеме да се осудуваме или да се чувствуваме неуспешни, како да сме потрошиле време на ништо, како да сме погрешиле. Меѓутоа, не е секогаш така. Понекогаш треба да помине многу време за да ја видиме вистинската вредност на она што сега го правиме, за да можеме да ја препознаеме, за ние да бидеме на некој левел, некој ниво, кога ќе можеме да го вреднуваме тоа што сме го направиле, дури и кога другите не го вреднуваат и тоа не е ни битно на крајот на криштата. Битно е ние да знаеме дека вредело и ние да му дадеме вредност, ние да му дадеме смисла. Тоа е единственото битно. Сите ние сме направиле некои работи за кои што не сме биле сигурни, сме размислувале, сме се покаеле, сме мислеле дека па што ако го направив ова, се вложив, дадов. Најчесто не размислуваме за бенефитите кои што сме ги добиле од тоа, за сите оние скриени убави работи кои произлегле од тоа, или со текот на годините животот ни покажал дека сме биле против некои работи, верувајќи дека знаеме како треба, што е правилно, не треба вака или така. И потоа сме сватиле дека можеби сме биле во заблуда, можеби сме погрешиле, можеби не сме знаеле или тоа било најдоброто што сме знаеле тогаш. И токму тие работи, токму тоа што сме го направиле, излегло како многу битно, многу корисно, ни донело некој бенефит кој воопшто не сме ни очекувале. Ние луѓето сакаме да можеме да ја предвидиме иднината, да правиме планови, да бидеме сигурни во тоа што го правиме, да ни го вреднуваат другите, меѓутоа не е секогаш така и животот многу често ни покажува дека не знаеме секогаш, не можеме да бидеме сигурни и нештата кои ги правиме со најдобри намери да не ни ги дадат тие очекувани резултати, затоа што не зависи се само од нас, затоа што влегуваме во различни интеракции со други луѓе, трпиме влијание од надворешните услови. Некогаш на вистина само времето може да покаже дали ни дало некакви привилегии, задоволства, бенефити, радости, што и да е, кога не излегло како што сме очекувале, да си дозволиме да видиме што всушност излегло и колку тоа ни е важно, колку тоа ни користи и дали може би е некогаш и подобрата верзија и повеќе ни донело од она што сме замислувале и очекувале. Ако ништо друго, било тоа некоја лекција која сме ја научиле, се надевам, која нема друг пат да ја повториме, некое искуство од кое многу работи сме осознале за себе си, за другите и колку и да сме се чувствувале неуспешни, разочарани, дека сме направиле нешто погрешно, дека тоа нема вредност, дека џабе сме потрошиле време, енергија, себе си. Ако избереме да погледнеме од онаа другата страна, да ги видиме работите кои што не сме ги виделе првично, заслепени затоа што сме верувале дека мора да биде како ја што сакам, знам како сакам, само така и никако поинаку. Ако не биде така, нема смисла. Можеби ќе видиме дека не сме знаеле, односно не сме го виделе тоа што следува, тоа што произлегува од тоа што сме го направиле, затоа што не сме знаеле на вистина да го вреднуваме трудот кој сме го вложиле, начинот на кој сме го правиле тоа, грешките кои што сме ги правиле, она што сме научиле, чувствата со кои сме се соочиле, нашата темна страна која можеби за прв пат сме ја виделе, она што сме го запознале кај себе, а сме мислеле дека го немаме, некоја верзија во која не сме можеле ни да замислиме дека ќе се видиме. И сето тоа му дава вредност на тоа што сме го направиле погрешно, иако не ги дава резултатите кои првично сме очекувале. Да не биде ова сето толку многу абстрактно и да не биде толку многу општо. Например, од односот со некој човек во кој сме вложиле многу, а тој однос не успел,
и покрај сите наши заложби, понекогаш може би и жртви и притисоци, залудно вложени напори. На крајот ќе откриеме дека тој човек не е вистински за нас, што и да значи тоа. Односно, бил вистински во тој одреден период, се појавил за да не научи нешто, за да освести нешто. Например, тоа дека понекогаш и ние можеме да се излажеме во проценките, во чувствата, во желбите, дека може би сме влегле во некоја улога на спасител, давител, дека може би сме наметнували и сме очекувале од некоја личност да биде нешто што не е, дека може би сме имале илузија за таа личност и тој однос и дека може би е добро што навреме сме го сватиле тоа. Потоа во нашиот живот се отворило и место за некои поадекватни партнери, пријатели, деловни соработници, што и да е, доколку ние сме пораснали, сме променили нешто кај себе, ни се смениле и желбите и потребите. Ако ние сме останале на истото ниво, најверојатно ќе ни се повторуваат истите луѓе, истите искуства и ќе трошиме залудно време, енергија, се додека не научиме што нас навистина ни треба, што не радува и со какви луѓе сакаме да остваруваме односи, интеракции. Исто така, ако сме посветиле долго време на некоја работа, сме вложиле некој труд и од известни причини, на крај едноставно само не излегло така како што сме очекувале, сигурно во текот на тој процес на тоа што сме го работеле, сме стекнале некои нови вештини, сме научиле нешто ново, сме создале нешто кое што дури иако не успееме да го продадеме, да направиме милионски суми од тоа, да започнеме можеби нов бизнис, нов живот, сепак сме создале нешто што во најмала рака можеме да го подариме или да го дадеме некому кој подобро ќе знае да го изменеджира и пак всушност сме направиле некое добро дело. Ништо не било залудно, само што едноставно не излегло онака како што сме очекувале. Меѓутоа, сигурно пак сме научиле нешто. Или сме поминале еден период на некаква едукација, сигурно ни била за нешто потребна. Независно колку време, нерви, непроспиени ноќи, може би и финансиски средства да сме вложиле во тоа, или барем било тоа пат да стигнеме до нешто друго што го имаме денес. Може би едноставно ако не сме го изодиле тој пат, сега би биле на сосем некоја друга релација. На крајот сепак останува фактот дека се во нашиот живот има онолку вредност колку што ќе му дадеме и наш личен избор е дали ќе ги вреднуваме работите кои што сме ги правеле, односите во кои сме влегувале, задачите кои сме ги завршиле, она во што некогаш сме верувале, оние работи кои што некогаш многу ни значеле, сме ги сакале, луѓето кои некогаш биле дел од нашиот живот. Се тоа има своја вредност и се тоа било со некаква причина во нашиот живот. На крајот, ние сме овде и сме ова што сме благодарение на се тоа што сме изодиле, благодарение на сите наши искуства, благодарение на сите луѓе кои сме ги сретнале и од кои сме научиле нешто за нив, нешто за себе, што сакаме, што не сакаме, пошто уживаме, пошто треба понатаму да се вложуваме. И тоа е исто така голем бенефит. Поентата на сето ова е дека сите наши минати искуства имаат своја вредност после одредено време од некој сосем друг животен аспект, од сосем други животни ситуации. Лесно е да бидеме мудри, лесно е да ги обезвреднуваме работите кои што сме ги правили, меѓутоа да не заборавиме. Тоа е нашата приказна, тоа е нашиот живот и наше да ги прифатиме и да ги вреднуваме, затоа што тоа е на крајот на крештата и единственото што ни преостанува, бидејќи минатото не можеме да го менуваме. Прифатете се себе си, вреднувајте се со се што сте биле и направиле.
Прифатете ја таа ваша приказна, тие ваши искуства, затоа што други немаме. И верувајте во себе. Дури и кога грешите, дури и кога трошите залудно време или барем така мислите, на погрешни нешта, на погрешни луѓе. Ништо не е погрешно. Се доаѓа во вистинско време со некоја причина која може би не ја разбираме секогаш. Тоа сакам да споделам со вас вечерва за освестувањето на вредноста на се што е дел од нашиот живот и дека се има онолкава вредност колку што ние ќе му дадеме. И ако ги вреднуваме, нашите приказни, нашите искуства, она што сме научиле, ние се вреднуваме и себе си. А ако не е така, не прифаќаме одредени аспекти од себе, односно не се прифаќаме себе си во целина. А ако не го правиме тоа ние за себе, тогаш зошто би го правил некој друг? Ако ние сами себе си не се вреднуваме и покрај се што сме правеле, што сме преживеале, искусиле, покрај се што сме и покрај свесноста за тоа дека сме можеле подобро, поинако, тоа е минато и во ред, така се учи, така се расне, тоа сме ние. Ви посакувам многу љубов кон себе, да се прифаќате секојдневно со се што сте и оттаму да тргнувате, да работите на себе, да работиме сите заедно, да бидеме подобри луѓе и да создаваме подобар свет за сите. Ставете лајк ако ви се допаѓа видеово, погледнете некој од старите видеа, приклучете се на каналот, поддржете ја мојата работа и се гледаме со некоја нова тема наскоро. Се најубаво.